Гледам дека од бугарското трио во салава е само Маричич, па еве, тој нека го послуша моето слово денес. Мачно ми е на душава и не сакав до ова да дојде. Знам дека во политиката нема место за емоции, па ќе се видам истите да ги тргнам настрана. Го поделив мојов говор на 3 дела или 3 обраќања. Нема да се обраќам на поединечните етнички заедници во овој парламентарен состав. Одлучив да се обратам на 3 категории на пратеници кои не се однесуваат ниту на пратеничките групи, ниту на политичките партии, а ниту на етничка или верска припадност на поединците. Првата група и првото обраќање ми е до пратениците кои беа тоа и во претходниот мандат, оној од 16 до 20. Една од нив сум и јас. Поминавме многу тежок период. Оние поискусните од нас тврдеа дека немало потежок. И не воопшто не се жалам, напротив, некогаш е подобро да се види и доживее најтешкото, за да се цени полесното. Знаете на што мислам кога велам дека беше тешко. И знаете исто така дека јас бев една од најгласните секогаш, па и тоа кога ме советуваа дека е подобро да премолчам. Јас никогаш не прифатив да молчам. И да, ништо не ми се случи затоа што гласно говорев. А говорев само за човековите права на говор, на јазик и на идентитет. Па нели и македонците се луѓе и нели и тие имаат право на свој идентитет како македонци во сопствена и единствена држава. И еве не денес, повторно исправени пред предизвикот јазик. Исправени пред искривувањето на постоењето на македонскиот јазик, пред бришењето на неговата вековна историја и употреба, пред бришењето на идентитетот на оние чии што мајчин јазик е македонскиот. А ако јазикот му го одземете или негирате на секој човек, па и на македонецот, тогаш го правите нем и невидлив. Го бришете од картата на постоењето и обстојувањето. Моите колеги од минатиот и од сегашниот состав, а тоа е втората категорија на која денес сакам да се обратам, исто така се надевам дека ги паметат моите говори за одбележувањето на Охридскиот рамковен договор. Едниот беше 18-та, другиот 20-та. И повторно и тогаш некои ми честитаа за храброста, а некои за лудоста, јас да се осмелам да говорам за оваа тема. И повторно, теми за кои вреди да се навраќаме според мене, но и теми кои треба да не подсетуваат за едни тешки времиња. И да, Охридскиот договор и денес не подсетува за жртвите, и денес не предупредува да внимаваме за секој кажан чекор, секој превземен чекор и секоја донесена одлука. Правејќи паралела помеѓу времињата во Македонија од пред 21 година, сакам само еден апел да упатам до сите кои сметаат дека ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија денес прават погрешен чекор, кажуваат погрешен збор и носат погрешна одлука. Ако Охридскиот договор остави многу жртви зад себе и секоја измината година ни остава простор да се помириме со тоа и да ги тагуваме нашите жртви секој со својата болка и кауза, францускиот предлог и сите кои сметаат дека е единствен, најдобар и последен, ќе направи нов и досега невиден геноцид врз македонскиот народ. Велам невиден затоа што живи ќе не закопате, а такво нешто досега се нема случено во ниту една светска држава, ниту по бројноста на жртвите, ниту по начинот на нивното погибие. Моето трето праќање е до сите кои во оваа сала се нечиви деца, кои имаат своји деца или планираат да ги имаат. Немојте да се лажете и залажувате дека ова е добро за еднината на нашите деца. Ова е добро само за вас кои сте без нималку чувство за вашите предци и вашите предходници, како фамилиарни, така и партиски. И ако на нас ни ги препишавте комитите, а ваши беа партизаните, ве прашувам јавно, односно пред јавноста ве обезличувам дека вие во гроб ги превртевте партизаните и јасномците. А знаете ли што значи нечии коски да се измешаат и вознемират? Не знаете или се правите дека не знаете, тогаш бидете убедени дека вашите никогаш нема да бидат оставени на мира, дури ни под земја. Вие сте единствената генерација која се декларира за наследничка на комунистите и која токму на нив денес им ја помножува со нула нивната херојска смрт и живот даден за Македонија.
Јас 23 години имав дедо кој секогаш кога ќе го видев овкаше од болките во коските и зглобовите, кој ги стекнал на негова 26 годишна возраст, лежејќи преку 300 дена во затвор заради вашите денес така наречени администратори. И ми велеше дедо ми дека не го болат толку коските и телото од влагата и изметот во ќелијата, туку дека го боли душата што нашите не предале. Непријателот никогаш не може да биде толку силен колку што може пријателот да те предаде и да те изневери. Тие ваши администратори ден денес некој ги преживува и не може да им прости или барем не и никогаш да им заборави. Затоа ве замолувам, немојте да ми зборувате за иднината на нашите деца, затоа што не може моето дете да има иднина ако јас не му пренесам што денес вие ни правите. Ако јас не му оставам аманет, никогаш да не ви прости, ниту да заборави. Вие денес отварате преку 1 милион гробови, ама да ве подсетам на онаа старата, кој на другиот гроб му копа, во него завршува. И не сум може би моćна планина да поместам, ама ќе искористам оваа говорница и мојата реч да ви кажам по знам кој пат дека вие сите не предадовте. И кога веќе сте подготвени на историски преговори, односно коленичења и отстапки за сметка на македонската историја, да ве подсетам само на уште ова. Низ долговековната македонска историја е докажано и потврдено дека секоја битка во која заедно и со иста жар и кауза се бореле македонецот, албанецот, турчинот, ромот, србинот и сите останати кои тогаш живееле на овие простори, секоја таква битка завршувала со победа и со заедништво. Битките во кои ние кои живееме во иста земја, град и дело, а сме ги завземале спротивставените страни, секогаш завршувале со огромни порази, омрази и дополнителни долгогодишни недоразбирања и оддалечувања. Македонија е наша заедничка земја, но дозволете на сите вас кои сметате дека е ова добар ваш потек, да ви кажам дека никогаш нема да ви го простам, затоа што ќе ме оставите нема при јазик и без корени при земја. Моето име е Дафина, се презивам Стојановска и доаѓам од мојот најмил Гостивар. Јас никогаш нема да дадам глас кој ќе значи геноцид за мојот македонски народ. Ги повикувам сите пратеници од Гостивар и Тетово, преку Куманово и Скопје, Прилеп и Велес, до Гевгелија и Битола. Ако имате и малку чувство за нашата болка и борба, да не гласате за ова погибие на македонецот. Само ако заедно се обединиме околу и против ова понижување, можеме утре да застанеме и заедно да кажеме дека сме биле достоинствени и на ниво на задачата која ни ја задаваат во овој момент и само и единствено нашите гласачи, а не нашите партии, емисари и останати фактори. Македонија е земја на сите нас. Прашувам јавно и за крај, дали сме сите ние нејзини достојни чеда? Не може да сме сите подеднакво достојни, кога некој овде билда рейтинг пред своите администратори со рацете стиснати во тупаници и кренати високо горе, а истовремено ременот да му е одврзан и да коленичи пред сите надвор од Македонија. Не може и не сме сите подеднакво достојни, кога некој мисли дека ако го изрецитира великиот Петре, ќе го испере си од срам од себе. Пиреј не се рецитира пред современиве администратори. Пиреј, излезете надвор пред собрание и изрецитирајте му го на живиот Пиреј. Тој е надвор и тој е достоен да ги рецитира и живи овие болни македонски стихови. Па токму нив вие сакате да ги избришете од македонската историја и култура. Затоа не ми рецитирајте и не ми глумете херои, туку дојдете надвор и охрабрете се Пирејот да ви изрецитира за Пирејот, македонецот да ви каже за Македонија и народот да ве поздрави онака како што се заслужиле. И бидејќи немате храброст за ова, еве јас ќе ви го пренесам мислењето за вас на огромното мнозинство народ од кој се имате одродено. Велат проклетија, проклетија од луѓе. Конечно да завршам со историјата. Сакате да ја измените за да не
сеќаваме на хероите кои изгинаа и на патриотите кои ги затворивте. Нивните животи и зандани ќе се ништо за вашиот затвор и за вашите заробени души. А нашата меморија не е парче хартија кое вие ќе го подпишете. Нашата меморија ќе ве запамети за секогаш. Знаете како и знаете зошто. Ви благодарам за вниманието.